Во пресред на официјалниот почеток на кампањата, тука во студиото на Слободен печат, разговараме со Александар Трајановски, кандидат на СДСМ за градоначалник на општина Аеродром. Да. Добар ден. Сржан. Мислам дека сте прв пат тука кај нас. Не, неколку пати сум бил како директор на тоа Релуц, да, првпат со вас, иначе со Љубиша бев на со колегата, да. За трансплантации на времето, така да сум бил. Добро, да, ама се биле за повеќе за лекарски работи. Да, за лекарски работи во глобала, да. Да, вие сте хирург на, ако не се лажам, на ортопедија, да. Болести, да. И што ве натере сега да бидете градоначалник? Мислам, имате една прекрасна професија, претпоставувам дека ве бараат по десетина луѓе дневно за мака кога има. И сега, ако станете градоначалник, пак ќе ве бараат. Видете вака, значи, јас сум цел живот доктор, реално. 15 години сум више во струката во ортопедија. Следствено помагав многу и се уште помагам на голем број на граѓани. На голем број на граѓани, буквално од аеродром имам помогнато, имам оперирано, правено. Зашто се? Затоа што мислам дека преку градоначалничката функција ќе имам пристап до многу поголем број на граѓани. Во смисла да се, јас сум 40 години живеам во аеродром. Буквално ги дишам и ги гледам сите проблеми и овои работи што се случуваат во тој дел. Така да моите две кирки таму учат, таму растат и буквално ги гледам сите проблеми во општината и се нафатив на една нова, пред све ќе речам за мене функција. Еве кандидатска трка изборна и се надевам дека со еден добар тим кој е веќе составен, мислам дека имам што да понудам на општината. Најмногу затоа што ја познавам општината, ги познавам луѓето доста, ги познавам нивните проблеми. Секој мало има посебен проблем. Ама во глобала сите знаеме која е најголема замерка и моментално и во цело Скопје, така и во општина Аеродром. Тоа е ѓубрето. Сега ѓубрето е резултат, ако јас добро разбирам, на онаа блокада во град Скопје, нели? Така. Општините ги подмируваат своите обврски, но комунална хигиена не го собира по тој. Другата комунална хигиена е нели во надлежност на град Скопје, каде што нели блокадите се постојани и таман ќе се најде нели лек за една блокада, се појава нова блокада во Советот и така натака. Ако ѓубрето и не е баш во ваша надлежност, дали можеби би се потрудиле тоа да го направите, ако станете градоначалник, да знаете некакво ново решение, можеби за тоа? Што вакви блокади се можни во иднина? Да, блокади се можни во иднина, тоа е факт, ама јас сепак би рекол дека тоа мора партиите во глобала, за сите партии зборам, да го стават граѓанинот на прво место. Ние сега може да не се согласуваме меѓупартиски, ВМРО и СДС, да се блокираме, ама од тоа најголем проблем имаат граѓаните. Така и со општина Аеродром. Ние може да кажеме не е нешто во наша надлежност, ама кога гледате дека граѓаните на нашата општина трпат, не може да кажете дека и да не е во наша надлежност, да не се обидете да најдете компромис, да најдете диалог. И јас, еве сум бил и директор на клиника, многу работи не биле во моја надлежност, па сум висел у Министерство за здравство и у Министерство за финансии, сум чекал да помине тоа и тоа, значи сум молел. Сакам да кажам, сум бил растрчан цело време. Исто и овде. Вие не може да речете не е моја надлежност и оставиме нека се гушат, нека се дават сите. И Вардарише не е во надлежност, но најмногу страда општина Аеродром, ако не се лажам, кога нели има тие неконтролирани пожари таму што се или тие гасови кои испаруваат нели од ѓубриштето. И добро се сеќавам додека траја пожарите, најмногу труеше, смрдеше во Аеродром. Дека тоа одма од тука. Видете сега, Вардариште е проблем кој е децениски. Така, и Дрисла и Вардари. Не е тоа проблем од сега. Ние збориме како тоа се потенцира пред избори. Не, граѓаните на општина Аеродром, вклучувајќи ми мене, јас сега зборам како граѓанин, не зборам како кандидат. Буквално се угушивме. Претходниот период се угушивме. Јас излегувам секој ден на тие протести. Секој ден сум таму, ги знам полу од тие луѓе таму. Се обидува да кажат дека го партизираме. Ја можам слободно да кажам таму дека 99% се неутрални луѓе. Луѓе кои стварно ми смета тоа што се случува во нашата општина.
И јас сум запрепастен како не може градоначалникот да најде 5 минути да излези да поразговара со тие луѓе, сепак тоа се луѓе од аеродром. Денеска разбрав дека е прв пат после скоро месец дена како се протестира, излезен да збори за и повторно да се потенцира дека не е Вардареште наша надлежност. Во ред, не е Вардареште наша надлежност. Ма дај, која е целта на протестот? Целта на протестот е да се разбудат тие институции, така. Сега, тој протест трае веќе скоро месец дена. Тие граѓани таму се револтирани, што е нормално, исто ја не сум само на тој протест, сум бил на сите протести што ги засегале до се аеродромци, пошто ме засегали и мене. Како да се реши тоа? Да, ние дадовме неколку мерки како да се реши тоа. За почеток, се огради, видеонадзор, физичко обезбедување, у смисла да нема пристап таму да се пали. Да, таму има голем број на население кое е таму населено, на диво. Сега ние не можеме и нив да ги обвиниме дека они палат. Да, таму се носат кабли, се носи отпад. Може и од нив да е све тоа, ма во ред. Значи, дај да најдеме начин како држава, нека се раселат тие граѓани од таму, нека се направат, што е проблем за една држава, да направи социјална зграда, каде што тие луѓе ќе ги ставиме, ќе ги сместиме, за да може да почнеме од негде. Ние сме правиле физибилити студии, нели, преку Министерство за животна средина. Тоа е процес кој трае. Факт е. Ние Вардарешти да се среди, да почне да се средува. Тоа е процес кој трае. Јас имав еден подкаст водев со активист за загадување, ќе го видите сега за некој ден. Се јави експерт од Србија кој убаво ни објасни како е средена депонијата во Чачак. Значи, етапно ни објасни женава како е средено тоа. Вика, тоа минимум 10 години трае тоа средување. Тоа не може да трае за 2-3 години, направите парк и оставите неки играат. Мислам, тоа е лудо. Така да, јас можам да ветам дека ќе се борам да ги разбудам институциите. Не е битно дали таа институција ќе биде утре од СДС, дали ќе биде од ВМРО. Ја и го ветив тоа таму. И да станам градоначалник, ќе излезам со тие луѓе и после градоначалничка кандидатура, ќе излезам таму и ќе барам решение. Каде ќе го адресираме тоа решение? Ќе барате решение и за проблемите кои не се во ваша надлежност. Апсолутно. Ќе правам притисок на институциите во кои се имаат надлежност, затоа што луѓето од аеродром дишат загаден, цело Скопје диша загадено, да бидеме се јасни. Добро, ма некако најмногу се чувствува, да. Тој мириса на изгорена гума. Па Трубарево беше капак на све. Значи седевме у 21 век со затворени прозори. Дома со клима нешто, со прочистувачи, тоа е значи геноцид. И сега ја не можам да разберам како може никој од нашите локални власти да не да сходно да најде простор да разговара со луѓе во ред, излези кажи ќе правиме ова, ќе правиме притисок ова, дека не е моја надлежност, ама ќе правам притисок према сите институции. Ја можам да го ветам тоа. Ако треба ќе идам и на улица, со тие луѓе ќе правам притисок пред секоја институција. Дали е сега, видете, многу е неблагодарно да кажуваме да, тоа е од град Скопје и сега ние ќе ќутиме додека не се смени власта во град Скопје, што е тотално неблагодарно, затоа што не знаеме ни утре кој ќе биде градоначалник на град Скопје, значи може пак да имаме измешани така партиски тела. Што значи тоа? И сега ќе оставиме и наредни 4 години тоа да трае така, да се трупа со смет аеродром. Ја мислам дека конечно треба да седнеме на маси и да речеме да, ова ни е битно за граѓаните, дај да го решиме, луѓе. Умревме. Дај да седнеме, да се договориме, па притисок, па иди внатре, влези. Значи ние гледаме сега Данила оди во Чаир, снима Диво град би прави. Во ред, ако е тоа решение, го разбуди народот. Тогаш може треба така од почеток да правиме така. Имаше реакција така некоја, имало. Значи дај, јас тоа сум го рекол, јас тоа ќе го правам од првиот момент. Нема да чекам да поминат 4 години па да го правам. Од првиот момент кога ќе станам началник ќе отидам со цел аеродром, ќе го собирам и ќе отидам пред град Скопје со тие луѓе. Дајте да го решиме проблемот, луѓе. Па сите дишеме из воздух, ја не можам да разберам. Ми, ВМРО, СДС и левици, сите дишеме из воздух. Сите дишеме из воздух, општина аеродром има и една друга работа која го сплотува градот, има бројни угостителски објекти, места за забава, тоа е особено нели популарно во текот на викендите и поради тоа е многу тешко да се најде паркинг. Простор и онака е тешко, особено нели во вечерните часови, во петок и сабота. Дали имате некаков план тоа да го растеретите паркирањето? Видете вака сега.
И во програмата наша, кога ја правевме, јас реков, ќе ветиме нешто што е реално, остварливо на граѓаните. Нема да ветуваме брда и долини, да правиме популизам од програмата. Тоа што беше ветено 3000 парк места, 100.000 метри квадратни зелена површина, видовме како заврши. Значи со едва и 102 до 3 паркинг места, така да има решение и за тоа. Прво ќе се стави мораториум на сите градби. Дај да видиме како се добиваат комуналиите, пошто знаеме ние дека доколку сакаме да правиме зграда, комунали, општината мора да обезбеди све. Затоа и плаќа комунали, кажи го градежната фирма, така? Изведувачот. Значи, ќе ставиме мораториум. Дај, има слободни локации во Скопје каде што можат да се продолжат паркинг местата и да се добијат паркинг места. Дали ќе бидат катни гаражи, исто како што има во Лисиче, катни гаражи, кои делумно и се задоволни граѓаните, затоа што они кажуваат дека во зимно време на тие катни гаражи не може горе да се паркира. Тие тие монтажни што беа. Монтажни, да. Ама доколку Да, тие може да бидат и ризични. Тие може да бидат ризични, ама доколку може да се изведе такво нешто, да, на голем дел од паркинзите во аеродром може да се направат такви гаражи. Така да јас сум разговарал со луѓе што најчесто со граѓаните што имаат проблеми, има касо да дали е решението зонско паркирање, па да не можат од надвор толку често да ги користат или да се плаќа. Во ред, може да е зонско исто, ама ние мора да обезбедиме за секоја зграда, за секоја кола паркинг место. Друго, ајде да направиме... Добро, ако имате, сакате да го развивате угостителството, очекувате така, и од други општини. И од други доаѓаат. Ама за ова зборам. Ајде да се фокусираме малце, пак е тоа некоја симбиоза помеѓу аеродром и град Скопје, да се фокусираме на јавниот превоз. Кај нас секоја фамилија има по 3 коли. По 4 коли. Немаме јавен превоз. Немаме јавен превоз. Значи, дај да подигање на свест. Велосипедски патики. Зашто да не може да се направат во аеродром велосипедски патики? Па може да се направат велосипедски патики слободно помеѓу зградите, тоа е све наша ингеренција. Ние имаме простори каде да се направат и велопатики и све, за да може да стигне до кеот на Вардар и да не мора да користи автомобил. Аеродром расте. Аеродром е пренатрупан со население, пренатрупан со згради. Вие само видите што е на Руди Чаевац, тој дел таму, тоа е хорор филм. Значи јас сум бил да разговарам со тие луѓе, тоа е се изреволтирани затоа што една улица им се прави 4 месеци. Што е проблемот, не знаеме. Така, немаме транспарентност. Имаме решение, у смисла, затоа што има слободни површини кои може да се направат паркинзи. Дали на нив ќе се направи катна гаража, која ќе опфати повеќе згради, може и така да се направи. Сме ги разгледувале. Не е лесно, затоа што сите ветувања видовме до сега кај завршија. Нема да ветувам све, ама сакам да кажам дека за такви позиции прво ќе се гледа паркингот, паркинг место, а после ќе се гледа дали да се прави таму зграда или не. Не е само паркингот, инфраструктурата која може би му пречи на аеродром, според моje мислење. Вие сами рековте дека премногу брзо се шири општината, оној резиденцијален дел на аеродром. Значи аеродром што јас го паметам кога јас живеев има веројатно едно 500 згради помалку од времето кога јас таму имам престојувано. И тоа е огромен број на згради на една општина која можеби беше најмодерна во Социјалистичка република Македонија, најнова со најдобра инфраструктура, со булевари широки, со нова канализација и паркинг место за колку сакате, нели луѓе. Сега тоа воопшто не е доволно и претпоставувам дека и канализационата мрежа веќе не е, ниту пак водоводната мрежа не се на истото ниво. Видејќи има многу високи згради. Видете, има високи згради, има поплаки дека имаат мал притисок на вода, често отсуство на вода. Тоа е затоа што ник на многу згради и тоа висококатници. Не збориме за згради од 3 до 4 спрата, збориме за висококатници со 10 спрата. Има и по 40 спрата. Да, и по 40 спрата и све тоа товарува таа мрежа. Ма мислам дека тоа е опфат кој бара време. Реално. Водоводна мрежа, вие имаме доволно водоводна мрежа развиена во Долно Лисиче, примерно. Значи, за 21 век збориме, ајде овде ќе збориме нов аеродром, аеродром има водоводна мрежа, да може таа пренатрупана вода има се уште. Збориме за Долно Лисиче каде што немате водоводна мрежа,
немате основни елементарни услови. Значи, тоа е проект за кој треба да застане цела држава. Ја мислам дека не може тоа само аеродром да го истурка. Реално за водоводот, да. За водовод, да. Апсолутно, така да пак ќе кажам, координацијата по институциите може клучно. Ние може да понудиме решенија, ама ако нема координација со институциите, тоа ќе запре све. Ја така ги гледам ја работиве. Затоа што аеродром од ден на ден се развива. Буквално се развива и старее. Има голем број на луѓе што не може да стигнат до брза помош, да отидат на лекар, пошто знаеме дека и Скопје, како Скопје пренатрупано. Сега, едно од работите што јас сакав да ја понудам на аеродром е тоа дека под општината мора да се отвори специјално одделение кое ќе се грижи за тие луѓе што се со хронични заболувања, кои не можат да стигнат до брза помош. Знаете кога да се стигне како медицинска установа? Како медицинска установа внатре во самото општина која ќе даде помош на тие загрозени луѓе. Прво, знаете колку е тешко да стигне човек до клиника. Аеродром има 80.000 жители, така? Мора да има... Јас сум бил во Болоња. Болоња има една служба која се нарекува Local Paramedic Service. Во сами институции локални има брзи помоши, луѓе кои даваат прва помош, обучени, кои се на располагање само на општината. И во самата општина има цело одделение за локална самоуправа која делува која е во интерес на тие граѓани. Нешто што е круцијално за општината, затоа што нашата општина старее. Како што старее општината, веруете, како што поминува време, веруете дека брза помош нема да може све да постигне. Ние збориме тука за укажување на укажување за прва помош и транспорт до прва медицинска установа. Ние имаме на територија на општина аеродром е само мајчин дом еден, кој е реално руиниран више. Значи и тука е Јане Сандански. Да. Така. Значи поликлиниката. Мора да го развиваме. Ние ако веќе гледаме дека аеродром е најгусто населена населба, најголема населба, ние мора да размислуваме за отварање на уште една болница на секундарно ниво. Каде што ќе изгрижи луѓето. Вчера бев на состанок, се жалат, не може да стигнеме да направиме декса скен за остеопороза. 21 век. Не може да направиме кардиолошки преглед, луѓе. Значи, мора да ги отвориме портите. Да, се бара пари. Ја не викам. Ама, веќе, ако сме земале пари, дајте да направиме нешто практично што народот ќе го осети. Плоштад ќе направиме, еден плоштад. И на него за месец дена ќе треба пак да ги смениме плочките сите. Како што се дешава. А зашто се менуваат тие плочки? Лошо се поставени? Лошо се поставени. А што е со зелената површина? Таа населба некогаш беше преполна со паркови и со места каде што дели слободно можеа децата да играат, па јас се сеќавам оној простор што го викавме Вембли до булеварот, нели, тоа беше веројатно најголемиот фудбалски терен, импровизиран фудбалски терен, нели, што некогаш Скопје го имал. Што е со тие работи? Премногу згради, малку треба. Требници има. Не се одржуваат. Јас сум 40 години во аеродром, значи ние сме играле порано полјани фудбал. Да. Знаете, и пак беа зелени, не беа жолти. Ако се сеќавате, но сите полјани имаше водоводна мрежа. Ние сами ја пуштавме, сами ја запиравме, игравме фудбал, после пак ја пуштавме. Сега тоа е потрупано со земја. Поло од тие водоводни мрежи се потрупани со земја. А зошто се не знам. Потрупани поради негрижа, примарно. Нема сервисирање никакво. Нема држување никакво. Како сакате да имаме вода тогаш и да ја храниме таа почва? Второ, имаме местни заедници сите. Само нашата партија има местни заедници во повеќе делови. Па дај да ги извадиме, да ја разбориме со тие луѓе. Дали е тоа поло од граѓани дека мене у зграда се излегуваат надвори, прскаат со црево, така. Ма ние мора прво да ги реставрираме таа водоводна мрежа, мора да реставрираме. Мора да одржуваме. Ако не одржуваме, тогаш држава правиме увет. Значи не е проблемот водата. Да, можеби кадарот е проблем. Ама во ред луѓе имате во општината вработено луѓе кои одржуваат така зеленилото. Дај да изгласаме на совет зголемување на паушал. Значи мора од негде да тргнеме. Мора тие луѓе се по мене сршта на една општина. Затоа што кога ќе погледнете ви аеродром од дрон како изгледа, па ја мислам дека по жолта населба нема.
А била најзелена. Сите го памтиме аеродром, така? Од времето. Сега збориме пред 15 години, па не мора повеќе. Била најзелена општина. Значи јас по мое мислам дека е доволно да се реставрира таа мрежа што е внатре, да се обнови за да ние имаме зелени површини. Кај нас е све врзано со тендери, набавки, во ред. Океј. Ако негде чекаме тендери изедби, па не го чекаме тој тендер 3 години, луѓе. 3 години нас општината ни е запуштена. Последната година, последните 3-4 месеци почна нешто да се мрда, гледаме прскалки, гледаме, значи како може ли тие прскалки сега да работат, а пред 4 години не работеа пред 3 години? Значи може, така. Ама сега за жал нашата општина не е некое село, па да може тоа да го решиме за 3 месеци, да замачкаме очи и ајде граѓани сега. Значи можело да функционира. Сакам да кажам дека ако може да функционира, треба да функционира 4 години така. Јас сум искрено кажувам, јас сум револтиран затоа што јас кога ќе лезам од ке мене од зграда, живеам Јане Сандански, јас кога ќе лезам од ке мене од зграда, прво што дојдам све исушено. Сите дрва исушени. Тревата ја дуваат со оние, кажи ги, фенови на сите страни разлетана, значи децата ги од Ѓорѓе Пулевски мучат да ги носам децата до Ѓорѓе Пулевски смет за трупани од сите страни. Мене не ми изгледа убаво кога гледам тоа затоа што реално јас да уживам. Ајде вака едно прашање што го поставуваме вообичаено пред крај на сите наши гости во пресрет на локалните избори е што би им препорачале на гласачите, потенцијалните гласачи во општина Аеродром? Вака. Зошто вас би ве одбрали? Да. Прво би им порачал дека заеднички ќе се борам со сите нивни барања. Овој период ги слушавме сите нивни желби, поплаки, дел беа, во голем дел беа реални, во некој мал дел беа нереални барања и поплаки. Можам да ветам макотрпна работа и борба со институциите. Тоа можам да го ветам. Кој и да биде над мене, можам да ветам да ги купувам притисок и нема да ги оставам граѓаните на општина Аеродром сами на себе. Мојата врата во општина Аеродром ќе биде отворена 24 часа и ќе ги примам сите граѓани заинтересирани и да дадат поплаки, пофалби и што и да е. Нема да ги оставам граѓаните на општина Аеродром на цедило. Можам да им ветам дека во нашата програма убаво стои нова зграда на општината, а не како сега да сме во зграда под кирија и да плаќаме голема сума на пари за изнемување. Можам да ветам 2 нови градинки. Значи не ветувам 10, 20. Таму каде што се најпотребни за да што имаме 600 деца што не се запишани градинка, една да биде во Насе Балдич, една да биде во Мичурин. Можам да ветам затворен базен, кој што го нема Аеродром и му фали, затоа што знаеме дека здравието на најмладите ни е најбитно. Можам да ветам искрена и честна работа. Јас ви посакувам голем успех во кампањата и нормално во лекарската кариера таму особено. Благодарам се. Сакам тоа е нели најбитно се и се надевам дека ќе се видиме по изборите повторно. Благодарам се, надевам мило беше што присуствував на ова интервју. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Трајановски, кандидат на СДСМ за градоначалник на општина Аеродром. Пријатно.